100 дена стара нова влада, 100 дена разочарувања како на домашен, така и на меѓународен план. Дали Македонија ги живее најтешките моменти од независноста? За овие теми разговараме со подпредседателот на ВМРО-ДПМН Александар Николовски. Господин Николовски, да почнеме од оно што е најактуелно, тоа се 100 дена од оваа влада. Како ги оценивате? Сме имали ли полоша влада од оваа? Благодарам на почеток на поканата, навистина е задоволство да бидам тука во Република и да продискутираме. Се работи за една старо нова влада, ова е континуитет на владата на Зоран Заев и Али Ахмети. Ова е коалиција на лагата, затоа што тоа што и едните и другите го ветуваа во избори, после избори веднаш се откажаа и не го реализираат. Ова е исто така коалиција на криминалот. Да не забораваме дека прв проект кој што го направија само еден ден после формирањето на владата беше изгласувањето на детален урбанистички план за контроверзниот црногорски бизнесмен Миодраг Дака Давидович во вредност од некаде над 200 милиони евра, што во општината Тетово, што покажува дека перфектно се функционира оваа коалиција на криминалот помеѓу СДСМ и ДУИ. Ова е исто така коалиција на национални предавства. Видовме дека Заев се откажа од се што е македонско, отиде таму каде што ниеден македонски граѓанин, ниеден македонец не би ни помислил да оди, а камоли да оди во негирање на македонскиот јазик, на македонскиот национален идентитет, култура, самобитност и на борбите за македонско национално ослободување, дали се од илинденскиот период или се од период на Втората светска војна, така што оваа влада треба да падне ден поскоро, час поскоро. Ние знаете дека на дневна основа имаме активности во таа насока, народот е со нас на улиците по македонските градови и села, има протести и очекувам ден поскоро, час поскоро да падне оваа влада. За жал не може да се издвои ни една работа која што би рекле дека е позитивна од функционирањето на оваа влада. Би сакал да е така, но за жал не можеме да видиме секој ден нов скандал, секој ден нова глупост. Не можат да се допратат скандалите кои што и прават. Ако сакате само во последниве денови имаме изјава лично од Зоран Заев дека брат му Вице земал кредити од Евростандард банка, која што знаете дека пропадна, што е потврда и признание на она што ние го говоревме цело време, а тоа е дека бројни струмички фирми поврзани со семејството Заеви се една од причините за банкрот на банката. И втората работа, слушнавме дека неговиот советник Зоран Башановиќ ургирал кај Зоран Заев за една од обвинетите во случајот Рекет да не добие притвор, и на тоа Зоран Заев одговорил: ќе видам што можам да направам, иако судството и обвинителството треба да бидат независни од извршната власт. Значи само во ден или два имате афери кои што нормална влада ги нема во 4 години и заради кои што нормална влада паѓа, а овие како што гледате ги прават на дневна основа, и затоа повторувам, ден поскоро, час поскоро треба да си одат и ќе си одат. Токму тоа ми беше прашањето. Што беше најкатастрофално во овие 100 дена? Ветото од Бугарија, недобивање на датум, влегувањето во рецесија, поскапувањето на струјата, губењето на идентитетот, пропаѓањето на банка, короната? Па веројатно сите работи кои што ги споменавте. Тешко е да се прави ранкинг, односно да се каже што било помалку, а што повеќе проблематично. Но ако мора или треба да се направи сума, тогаш дефинитивно она што е најлошо во овие 100 дена е целосното понижување на македонскиот народ и во национална смисла и во економска смисла, затоа што на Македонија се случува една национална катастрофа со целосно обезличување на македонскиот народ и паралелно се случува една голема здравствена и економска криза. Македонија ја живее својата најголема криза од осамостојувањето до денес, во услови на економска криза и здравствена криза, предизвикани од корона кризата, и во услови на не почнување преговори со Европската унија и комплицирани односи со Бугарија, и затоа е потребно оваа влада да даде оставка, се формира влада на национален спас во која што ќе влезат најголемите умови, најбрилјантните умови на оваа држава и кои што ќе успеат да извадат Македонија од оваа криза во која што се наоѓа во моментов, а после тоа да одиме на предвремени парламентарни избори на кои што очекувам огромна подршка за ВМРО-ДПМН со цел да можеме да извадиме Македонија на вистинскиот пат, односно да извадиме на еден пат на прогрес, на успеси, а не на назадување. Така, пред сите овие работи најавите дека ќе поднесете интерпелација за владата. Кога тоа ќе се случи?
Она што ние го најавивме дека владата треба да падне час поскоро во однос на прашањето на доверба на влада има два дела. Едниот дел се однесува по однос на одредени функционери во владата кои што навистина и досега мислам дека требаше да бидат заминати, а второ е во однос на целата влада. Во оној момент мислам дека тоа ќе е скоро кога ќе процениме дека имаме доволно сила во рамки на собранието со обединетата опозиција од македонскиот и албанскиот кампус, како и со одредени политичари, односно пратеници кои што припаѓаат на помалите партии кои што се во моментот во коалиција со СДСМ, значи кога ќе процениме дека таа соработка има доволно сила, ќе го поднесеме ова барање на доверба на владата со цел да владата падне, односно да тоа барање биде успешно. Во моментов има неколку пратеници од владеачкото мнозинство на СДСМ, кои што припаѓаат на помали политички партии. Тука не мислам на БС и на ДУИ, туку на останатите помали политички партии, кои што активно разговараат со нас за пат на владата, односно активно разговараат со нас за рушење на оваа влада на Зоран Заев, затоа што се смириле да гласаат за недоверба на владата. Па разговараме, затоа што се незадоволни од националното предавство кое што се случува, не можат да поминат преку тоа, а во исто време се разочарани од оваа криза во која што е Македонија. Тоа е спротивно на она што им било ветувано во текот на формирањето на таа коалиција. Имаат тие своји гласачи, имаат своји членови и размислуваат да направат такви чекори. Јас ги охрабрувам да ги направат, така што во едно соодветно време кога сето ова добро ќе се организира и концепира, апсолутно ќе поднесеме барање за доверба на владата. Така, важите да дојдат познавач на евроинтеграциите. Неколку пати напоменавте дека датум нема да има и датум навистина нема. Заев дури се подсмеваше дека ќе пукнете од мака што тој добил датум, но не вие. Сега датум нема. Што сега? Па точно, јас бев прв, можеби единствен политичар во Македонија кој што уште во 2017 година, после формирањето на владата на Зоран Заев и после неколку месеци кога веќе се виде како ќе функционира таа влада, веќе во 2018 бев убеден, значи бев прв кој што кажуваше дека Македонија со Зоран Заев нема да почне преговори за членство во Европската унија. И секогаш моите сознанија ги изнесува во јавност со една патриотска цела, тоа е да предупредам и да се обидам да ја натерам владата се промени. Затоа што мој интерес како македонец, како патриот, како човек што ја сака оваа држава, е Македонија да напредува. Затоа што напредувајќи Македонија ја градиме онаква каква што сите сакаме да биде. За жал со Зоран Заев не напредува и затоа јас решив сите сознанија кои што ги имам да ги изнесувам во јавност, надевајќи се дека се случат одредени промени, но да не се случија, туку одеше на полошо. Ќе ми дозволите на кратка хронологија. Јас уште пролета 2018 година кажав дека без разлика што ќе потпише Зоран Заев со Грција во однос на промена на името на Македонија, тој нема да почне преговори во јуни 2018 година, а да ја потсетам јавноста која што не гледа дека Заев велеше дека мора да потпише нешто пред самитот на Европската унија кој што се случуваше тогаш на 29 јуни. Така за жал и се случи, односно Македонија го промени името, а не почна преговори со Европската унија. Точно, тоа е од истиот период, тоа е едно големо национално предавство кое што тогаш се случи на Македонија. Во истиот период предупредив дека имам сознанија за таен договор помеѓу тогашниот министер за надворешни работи на Албанија Дитмир Бушати и тогашниот потпредседател на влада, а сегашен министер за надворешни Бујар Османи, со кој што договор се создава нова група во рамки на аспирантите за членство во Европска унија помеѓу Македонија и Албанија, иако Македонија беше далеку пред Албанија и кажав дека таа група ќе ја влече Македонија назад, што за жал се случи. Во јуни 2018 година, кога Заев не доби датум за почеток на преговори, нели во авиончето се сликаа дека добиле и во собрание кажа дека ќе сме пукнели од мака затоа што тој добил датум за преговори, Европската унија испорача три барања. Првото беше реформа на јавната администрација, второто беше реформа на безбедносните служби и третото беше битка со организиран криминал и корупција. После една година му дадоа, во јуни 2019 година, Р немаше од реформа на јавна администрација, безбедносните служби се донесоа добри закони заради
Учеството на ВМРО-ДПМНЕ во нивното изготвување, но спроведувањето беше катастрофа и во однос на борба со организиран криминал и корупција во таа една година им се случи аферата Рекет и торбата Луи Витон полна со пари, односно со милион евра, и Европската унија во јуни 2019 година повторно рече нема датум за преговори. Јас тоаш повторно алармирав, кажав луѓе и сега нема да имате датум за преговори, завршете ги работиве. После тоа им дадоа неколку месеци до октомври да ги завршат, но во тој период ескалираше аферата Рекет и уште неколку други корупцијски афери. Јас тогаш кажав дека Зоран Заев е на врвот на пирамидата, дека тој е кап од и тути капи на овој организиран криминал, дека не е рекетиран еден бизнисмен како што се говореше тоа, што дека се рекетирани многу бизнисмени и дека вкупната сума надминува над 20 милиони евра, што се покажа сега низ времето. А зашто сме со Зоран Заев на суд ме тужи за клевета, па ќе го докажуваме тоа и правно. И во октомври истата 2019 јас повторно кажав дека пак нема да има датум. Како што видовте, датум немаше и октомври 2019. Зошто ја правам ова подолга хронологија? Зошто е битна? Затоа што точно е дека Бугарија има голема одговорност затоа што Македонија не почна преговори, но точни се и две други работи. Првата е дека Зоран Заев до октомври 2019 година немаше пречка во Бугарија за почеток на преговори, но имаше проблем со организираниот криминал и корупција на кој што тој е шеф. И второ, Бугарија реши да оди со своите максималистички националистички барања само после две работи. Прво е ветувањето од Зоран Заев уште кога беше во опозиција дека ќе им испорача се што треба само да му помогне да дојде на власт, и второ, кога видеа дека јуни 2018 Заев не доби датум, јуни 2019 година не доби датум и октомври 2019 не доби датум, во ноември 2019 година Бугарското собрание ја донесе заедничката позиција на сите бугарски партии, односно тогаш Бугарија рече па чекајте и ние од ова нешто да искористиме, а веќе во март 2020 оваа година тие заклучоци станаа дел од документот на Европската унија со кој што се овозможуваше почеток на преговори, односно се рече ако ова се исполни, а тоа е ова што сите сега го гледаме во јавност, Македонија ќе почне преговори. Тој документ значеше газење на македонскиот јазик и се велеше дека треба да се именува како официјален јазик на Република Северна Македонија. Значеше дека пред 44 година не постојат македонци и значеше дека ние немаме историја пред 44 година. Тој документ се криеше од македонската влада и јас бев прв кој што во јавност го изнесе некаде 10 дена откако беше усвоен, и повторно имавме ставање на главата во песок. Мене ми беше велено дека тоа се научни фантастики, дека јас не знам што зборувам и така натака. Еве сме декември 2020 година, Македонија со Зоран Заев закочена. Битна е оваа хронологија да ја знаат гледачите, за да знаат дека со Зоран Заев Македонија никогаш нема да почне преговори за членство во Европската унија. Ова одговорно го тврдам. Сега како нов термин за датум се споменува март па јуни. Не, тоа се несериозни работи. Посебно Димитри. Не, тоа е несериозно. Со целата оваа хронологија која што ја направив, мислам дека е несериозно веќе на Заев, на Димитров за било што да им се верува во следниот период. Тие се виновни за состојбата во која што е Македонија во моментов. Како го оценувате во тој контекст најновото признање на председателот Пендаровски дека одбил Македонија да влезе во Европската економска зона? Дали ова се направи од нигде никаде неговата изјава како дефокус во јавноста од ветото со Бугарија и целото внимание се сврти кон него наместо кон Заев? Зошто токму сега го изводи ова? Па имам две толкувања. Првото е на линија на ова што го кажавте, а тоа е дека очајно им треба дефокус. И како што гледате, Зоран Заев поставува живи штитови пред себе, фигуративно, па така го постави Владо Бучковски да биде некаков си олеснуваш на знаеме што му е функцијата во однос на Бугарија, за да негативната енергија оди кон него, а го натера Стево Пендаровски да дава несериозни изјави со цел и таму да оди дефокусот. Така што тука целосно се слагам со вас. А втората причина е што имаме несериозни политичари, затоа што таква понуда, прво, не сме сигурни дека е стигната во Македонија, затоа што нема никаква писмена драга. Не можете вие да носите предпоставки само врз основа на некои разговори кои што некој ги имал, а кој што не кажува кој ги имал. А второ, доколку на вистина имало таков предлог,
Тоа е предлог или за кој што многу сериозно треба да разговара македонската јавност, некако што самиот вели на лидерска средба, кој знае како го спомнал и во кој контекст го спомнал, туку за тоа се отвара една здрава прво политичка дебата, после тоа општествена дебата и се носи одлука. На прва, ако сакате мојот одговор, апсолутно мислам Македонија дека треба да влезе во Европската економска заедница, но проблемот е што во моментов Македонија со Зоран Заев не е спремна и за таму, затоа што за таму нема да ви дозволат да влезете со ланец на фирми во Струмица и сличен ланец на фирми во Петрич, кои што се на врвот на организираниот криминал, затоа што тоа е економска заедница во која што мора да има јасни правила на пазарот, а не интервенција со криминални намери од страна на врвот на власта. Така, поради сите овие работи велите дека единствен спас е формирање најпрво на експертска влада, а потоа организирање на предвремени избори кога ќе се создадат услови пред се здравствени. Кога би се создале тие услови? Па јас мислам дека ден поскоро, час поскоро мора да се формира влада за национален спас во која што ќе влезат најголемите умови во оваа држава, поддржани од сите политички субјекти. Сметам дека Тоа било еден вид на експертска влада. Точно. Сметам дека со една добра работа за неколку месеци може да се надмине здравствената криза и да заздрави економијата и после тоа со решен проблем кога граѓаните ќе можат слободно да излезат на избори без да се плашат за сопственото здравје, кога политичките партии можат да водат нормална кампања, да излеземе на избори на кои што сум убеден дека ВМРО ќе добие најголемата поддршка од страна на сите кои што живеат во Македонија и ќе ја предводи следната влада на Македонија која што ќе извади од ова мочуриште, ако сакате, во кое што се наоѓа. Така. Дури да добиеме нели датум за преговори, повторно ќе остане спорот за Бугарија. Има ли простор за договор со Бугарија, ако се знаат нивните екстремни барања, дека не постои македонска нација до 44-та, дека македонскиот јазик е дијалект на бугарскиот, дека нема македонско малцинство? Ако тие работи ги бараат, простор за договор нема, но мислам дека има една друга работа за која што треба да сме искрени, а тоа е со каков капитал, односно да бидам по-директен, со какви кредити политичарите влегуваат во тие разговори. Односно на Борисов кон Заев е ваков, затоа што Заев му ветил пред изборите во 2016 година дека доколку добие поддршка, која што можеме само да замислиме од кој тип била, сигурно не била само политичка, сигурно била и разузнавачка, била и финансиска, значи доколку добие таква поддршка, дека ќе ги испорача овие работи. И тоа е народот вели, кога се дјаволот тикви садиш, по главата искокаат, односно сега тие доаѓаат да наплатат. ВМРО такви концесии нема, такви договори нема. Не сме да се преговара за ова. Апсолутно, и е рамноправна страна во сите разговори и затоа никој не може ВМРО да го ценува. Впрочем, тоа го покажало и минатото. Сите штетни договори за оваа држава, ако сакате уште од воведувањето на она срамна референца поранешна Југословенска република Македонија и промената на знамето на Македонија во 90-тите години до договорот со Бугарија и Преспанскиот договор се подпишани од страна на СДСМ и нивните првенци. Еден договор нема подпишан од ВМРО кој што е на штета на македонскиот народ и македонските национални интереси, и тоа е јасната историска разлика помеѓу нас и СДСМ по која што ќе не паметат генерациите кои што доаѓаат после нас. Така, велите дека е потребен меморандум за собранието да донесе за заштита на македонските црвени позиции. Ќе се донесе ли таков документ? Ние сме спремни утре да во собранието изгласаме заедничка позиција на сите парламентарни партии, кои што ќе значат потврда на она што сите всушност го знаеме, а тоа е дека македонскиот народ е посебен народ, народ кој што посебно се изградил во рамки на своето формирање и политичко создавање, дека има свој јасен национален културолошки идентитет, кој што е јасно покажан и признат, дека македонскиот јазик е засебен јазик, дека македонската култура е засебна култура и дека историјата на македонскиот народ е посебна македонска историја, затоа сме спремни уште утре да изгласаме, ама гледам дека сега само многу не се расположени за таа работа. Така, веќе известно време на улиците се случуваат протести. Се исплаши ли Зоран Заев од народот, како да не очекуваше ваква реакција и одговор од народот? Јас сум убеден дека единствената причина, нема друга причина, единствената причина поради која што Зоран Заев во овој момент не подпиша се што кажа во срамното интервју за БГНС е народот кој што се случи. Низ сите македонски градови и села
секаде на плоштадите, на улиците излезе народот да протестира против предавството на Зоран Заев. И тоа е причината зошто Зоран Заев во овој момент не ја потпиша таа капитулација и сакам да му честитам на македонскиот народ кој што излезе, се охрабри, не поддржа, ние го поведовме во таа битка да се спречи ова национално предавство и ова национална капитулација како и распарчувањето на Македонија, но и да ги повикам да останат будни, затоа што Зоран Заев ќе се обиде да го направи тоа во следниот период, затоа што ветил, можеби за недела дена, можеби за месец дена или после изборите во Бугарија, како што самиот рече, и затоа мора македонскиот народ да остане буден, а паралелно да излегува на улиците и да бара оставка од Зоран Заев, да го натераме да поднесе оставка, затоа што најдобриот лек против националните предавства е Зоран Заев да не е премиер на Македонија. На кој Зоран Заев може народот да му верува? Дали на оној од интервјуто за БГНС каде што даваше све живо и диво, или каде што оној Зоран Заев обраќањето до македонската јавност каде што не го извади зборот македонски од уста? На никој. Оно две диаметрални спротивни позиции. На никој, на Зоран Заев не може да му се верува, тој е виновен за ова што се случува на Македонија, така што мислам дека народот му е јасно, не му верува на Зоран Заев. Така, да се вратиме на темите поврзани со собранието. Власта упорно инсистира на промена на деловникот и можноста претениците да гласаат онлайн. Вие на тоа остро се спротивставувате и останатите опозицијски партии. Што е целта на тоа? Да се проднат оние закони кои се позеба на Заев? Целта е класична злоупотреба на собранието. Кога би имало такво онлайн гласање, никој не знае дали навистина одреден пратеник би гласал или би гласал некој друг. Ние со поддршка и на останатите опозициони политички партии, тука мислам на Левица, на Алијанса за албанците и на Алтернатива, го блокиравме носењето на овој деловник и ова е еден одговор и еден доказ зашто е потребно ВМРО-ДПМН и останата опозиција да функционира во рамки на собранието. Има разни повици за напуштање на собранието. Најсреќен од напуштање на собранието би бил Зоран Заев, затоа што првиот ден кога опозицијата предводена од ВМРО-ДПМН ќе напушти собранието, ќе го изгласаат овој онлайн деловник. Вториот ден ќе го изгласаат законот за марихуана со кој што ќе прават стотици милиони евра, стотици повторувам. Понатака ќе го изгласаат законот за попис, па ќе го изгласаат после тоа спорниот закон, односно група на закони кои што се однесуваат на целосна промена на името на Македонија во сите институции, без разлика што преговори со Европска унија се уште не се почнати, и да не зборувам за сите идни намери кои што ги имаат, и затоа е клучно ВМРО-ДПМН да биде внатре, а вториот сет на закони кои што ќе ги носат се за енормно задолжување на Македонија, затоа што во време на кризната состојба која беше вон функција, собранието да ја потсетам јавноста дека Заев ја задолжи Македонија за 1 милиарда евра. Сум убеден дека да не е ВМРО-ДПМН во собранието за уште 1 милиарда евра ќе задолжи Македонија, целосно ќе банкротира државата и граѓаните ќе останат буквално на питачки стап, и затоа е битно ВМРО-ДПМН да е внатре во собранието активно и на овој начин да ги блокира работите. Но онлайн седниците се спротивни на уставот, член 69 вели дека неопходно нема дилема за тоа, на пратеникот, дека не може сме го елаборирале, но сакав и овој политички аспект да го дадам за да не сватат граѓаните зошто е неопходно ВМРО-ДПМН активно да се спротивстава во рамки на собранието на овие поголемни политики на Зоран Заев. Добре што имате широка поддршка и од останатите опозицијски партии, дури од албанскиот блок. Да се вратиме на короната, која сите ги интересира, сите не засега, редиме црни бројки, значи како на број на починати, така и на број на заразени. Вчера имавме 46. Ќе се справи ли власта со коронава или ќе имаме? Јас да би сакал да им посакам добро здравје на сите кои што се борат со корона вирусот и побрзо да закрепнат, да го надминат, да оздрават. Навистина ова се тешки моменти за многу семејства кои што имаат болни во своите семејства. Не видовме капацитет кај власта за сериозна битка. Не е дека коронавирус има само во Македонија, апсолутно го има во цел свет, но има многу подобри примери од Македонија кои што треба да се следат. Во исто време сакам да честитам на сите медицински работници кои што прават огромни напори да им помогнат на сите болни, да продолжат да го прават тоа. Навистина честитки за целосната посветеност. Не можам истото да го кажам за владата. Во овој момент останува само да се надеваме дека што помалку луѓе ќе заболуваат и дека
оние кои што се заболели побрзо ќе оздравуваат. Така, згоре на тоа власта сака е упорно да тера избори во време на корона. Тоа е катастрофа. Значи, идејата со изборите во Штип им беше многу провидна. Видете, од цела партија СДСМ во ваква поставена СДСМ каде што крадењето им е број еден интерес, а во крадење број еден интерес Министерството за транспорт и врски е прв пик на драфтот вака NBA да се изразам, да нема никој друг да се нафати и да мора точно градоначалников на Штип да се нафати, тоа никој не верува таа работа. Јасно е зашто беше избран тој од две причини. Првата причина беше на штипската олигархија на која што не можеше да ми ги задоволи интересите како градоначалник, не ми ги задоволи како министер за транспорт и врски, и втората причина беше да се предизвикаат локални избори во Штип, кои што Зоран Заев имаше намера да ги мести и потоа да продава приказки во јавноста дека ете ВМРО ДПМН не може да победи на избори и така натака, што е апсолутно неточно. И во услови на корона криза, за кој што беше свесен дека ќе се случи, да нема кампања, да нема можност да се представи кандидатот за градоначалник таму и да нема начин да се представи пред луѓето, и она што е најголем проблем, да има мандат само од 10 месеци, затоа што треба да знае јавноста дека повторно ќе има избори и во Штип како и во цела држава за 10 месеци, во октомври месец ќе дојдат локалните избори. Така што ова му беше него намерата. Ние осуетивме и решивме да не сме дел од истото сценарио. Посакувам добро здравје на сите штипјани кои што се борат со корона кризата, ги повикувам останатите да си го чуваат пред се здравјето, ќе дојде време, ќе се мериме на избори кога ќе се надмине оваа криза. Така, се подготвувате ли за следните редовни нормални локални избори? Апсолутно, апсолутно, да. Речеме на пролет. Во октомври е редовен. Да, во октомври е редовен термин, се подготвуваме, ќе излеземе со добри кадри, на многу места ќе излеземе и со кадри кои што не се од ВМРО ДПМН, ама кои што се признаени и препознаени од средините во кои што живеат, и мислам дека апсолутно ќе имаме добри кадри кои што ќе победат на локалните избори следната година. Господин Николски, многу среќа во следниот период и ве благодарам за интервјуто. Благодарам, беше задоволство, поздрав на сите што не гледат.